Повелете за новинарите прашање. Да, повелете. Повелете. Илија Максимовски, имам едно кратко прашање. Бидејќи фактички се шири бројот на личностите кои што се спомнуваат со име и со презиме во сите овие материјали. А тие луѓе истовремено се наоѓаат на тие функции кои што се донесени се во државниот врв. Донесени се очигледно и според тоа што се слуша со криминал. Како е ставот на Зоран Заев и на СДСМ околу нивна заштита? Бидејќи тие таму не се донесени да ја вршат професионално својата работа, туку се донесени за да чистат некои други предмети. Истовремено една забелешка дека сега за сега најглавните афери и најтешките случаи кои што се во минативе 15-20 години во Македонија се уште не ги слушаме овде. Вие можеби ги немате како материјали или па не сакате да ги пуштите или се уште не сакате да ги пуштите. Значи уште еднаш, каква е заштитата на овие луѓе што ги спомнувате со име и со презиме, а кои што можеме слободно да размислиме дали доброволно дошле таму. Новинарите иземете ги од одговорот бидејќи ние сме навикнати да не толчат. Значи, имаме инволвирани директно наредбодавачи во сите овие незаконски и криминални дејствија. Некој пат се дури и поболни неетичките кои што се на штета на државата и граѓаните. Заев не може да коментира дали некој ќе ги заштити или не. Заев е само политичар, лидер на опозицијата, кој што во моментот е заштитник на вистината за Македонија. Во нормална земја правосудни инстанции Во нормална земја, каде што имаме независен правосуден систем, секој треба да одговара за тоа што го направил. И никако поинаку не смее да се дозволи. Ако вака, на овој начин, ја соопштуваме вистината за Македонија од почеток до крај, сигурно дека ќе се залагаме до крај и правичноста и правдата да дојде за секој криминал и незаконско дејствие кое што е направено. Во делот на подпрашањето, ќе забележите и во претходните разговори и денеска, има многу луѓе кои што се административци и кои што се извршители под наредба. Кривичниот законник го дефинира целото ова. Денеска ја испраќам пораката за сите оние кои што биле соучесници да продолжат како што веќе ги има во голем број, да се појавуваат во англиската методологија познато како whistleblowers, односно известувачи на криминалот. Законот наш ги заштитува таквите луѓе. И затоа таквите луѓе треба да продолжат водени од тоа што душата им носи. Дека татковината е пред се и над се, да го направат тоа. На пријавеното и соопштено кривично дело, соучесници што е јасно по кривичниот законник. Овде ставам резерва, јас сум економист, но она што го знам од правниот тим кој што не советува. Второто прашање, кој што го поставивте, рековме неколку пати. Се што имаме, ќе обелодениме. Имаме предмети за најголем процент или број од она што било актуелно до ден денеска е дебата и дилема, а е важно за граѓаните и за нашата земја. Без разлика за каков процес, предмет или слично се работело. Одиме соодветно по наши испланирани планови од неколку причини. Искрено, за да допре тоа до граѓаните. Почетокот беше да ги подготвиме граѓаните. На нога да го дочекат сето тоа што следува. Рековме, соопштуваме жална вест за Македонија. Може би овој шок не мораше да се случи, но денеска знам дека секако ќе биде во полза на добра иднина на Македонија. Ќе биде едно отрезнување, една силна гаранција дека никогаш повеќе нема да се повтори во нашата земја. Без разлика кој ќе биде донесувач на одлуките во нашата земја во иднина. Тоа граѓаните ќе го одлучат на избори. Но секој ќе се помисли дали ќе прави вакви злосторства, вакви криминали, вакви незаконски дејствија и вакви неетички работи кои што ги слушаме преку овие снимки. Повелете.
Господин за МФЛ Исмаили, значи јавниот обвинител рече дека ќе прифати странците да влегуваат во обвинителството, но само да бидат наблюдувачи на процесот, а не и директно инволвирани. Како ова го коментирате? И второ, уште еднаш како ви воспоставувам прашањето, нели гледаме дека после секоја бомба власта се повеќе се мобилизира, не дава сигнали за да има оставки така натаму. Како ова мислите дека ќе дотерате натаму? Не се грижете за ова, е давеник за сламка кој што се фаќа. Се во свое време ќе се стане. Повисоките вредности се императивот кон кој што треба да тежнееме. Вистината до крај да ја отвориме. До комплетен и целосен крај. А јавниот обвинител, кој што вели отворени сме за мониторинг, прво, ако мисли на мониторинг како што има во Монструм, за да дадат на крајот некој репорт, извештај, се излажал. Тоа така нема да се случи. И второ, прво тој ќе си поднесе оставка, Јован Илиевски ќе си поднесе оставка, баџанакот на Сашо Мијалков, раководител на организиран криминал. Ке ги тргнат канџите од честните луѓе во обвинителството, за да почнат со помош на мониторинг, кој што, ќе видите со време како ќе дојдат сугестиите, ќе биде на многу прецизен и внимателен начин дефиниран, за да пред се и над се вистината и транспарентноста ја знаат сите граѓани во Македонија, а истовремено се постигне правда. После долг период во Македонија правда. Правична одлука да донесе и обвинителство, и ако има потреба да се оди до судство, па и судство. Така да, апсолутно, овој процес е сериозен процес, но сериозноста негова е не заради тоа што е Заев внатре или Груевски е внатре заради нашите кривични пријави. Сериозноста негова е заради тоа што тука ќе е стоп, крај. Сите оние што губеле наназад, повеќе нема да губат. За граѓаните е важно тоа. Повелете... Не мога. Повелете други прашања? Повелете. Кои се двајцата американски дипломати кои што биле прислушкувани? Сакам да ја почитувам Виенската конвенција која што е усвоена или декларација од Република Македонија и апсолутно само ќе повторам. Амбасадорите кои што имаше материјали за нив кај нас ги добија своите папки. Тоа се неколку амбасадори од неколку амбасади. Не би сакал да давам коментар, не сум правник, не би сакал да бидам исто како ова зло да зборувам се што треба и што не треба. Зошто? Мора да си ги почитуваме и уставот и законите и сите резолуции и декларации кои што сме ги усвоиле. Затоа сум внимателен до тука. Благодарам. Повелете. Господине Заев, го споменавте случајот Монструм. Веќе долго време зборите за тоа. Кога може конечно ние да очекуваме материјали да се дознае вистината? И уште нешто, Тачи кажа во Струга дека се во преговори со Груевски за евентуалното влегување на ДПА во владата. Кој е вашиот став врска со ова? Фала. Која влада? Има легитимна влада? Не би сакал да давам своји лични квалификации за поединци од политичката сцена. Тие самите, преку својот глас, на своите собствени телефонски разговори, зборуваат сами за себе. Кои се и какви се. Апсолутно, случајот Монструм, јас најавив неколку пати на пресконференциите и во интервјуа се што постои кај нас. Како било каков доказ, признание, не знам, било каков аудио запис или запис од SMS пораки. Ние ќе го белодениме. Без разлика, потенцирам, колку тоа на некои групи во општеството ќе им се допадне. Зборувам граѓански групи, политички групи, без разлика. Вистината ќе оди до крај. Некогаш нема да ги исполни очекувањата, но е вистината. И таа ќе биде обелоденета. Верувајте, не случајно, секој пакет на објавување си има свој термин и момент кога тоа се прави. За слободата и демократијата се работи, враќање на европските вредности. Само трпение, целата вистина ќе биде објавена.
Повелете друг за прашање? Господине Заев, дали имате докази за стопански криминал? До сега малку слушнавме, не малку, туку воопшто не слушнавме за злоупотреба на власта и за стопански криминали. Имате ли такви докази и кога ќе ги презентирате? Имаме голем проблем со оваа работа, ти има многу докази за ова. Краделе, се заборавиле. И тоа не е нешто ново, така? Сите знаеме што се случува со Скопје 2014, сите знаеме што се случува со тендерите за патишта, за одредени проекти кои што се правени, по кои цени се правени, кои се просечните цени на изведба во регионот, во светот, кои се кај нас и слично. Секако финансиските криминали се директно кршење на закони во Република Македонија, дел и на устав. Ќе бидат обелоденети комплетно се што поседуваме кај нас. Други прашања дали има? Ви благодарам на присуството на сите.